Добро утро, ја следите утринската програма на вашиот јавен сервис. Кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство во Македонија се одбележува од 2014 година под покровителство на семејството агенции на Обединетите нации во соработка со своите партнери, делегацијата на Европската унија и мисијата на ОПСЕ во Скопје. Со овој прв разговор јас ќе најавам и серија на разговори во следниот период во Македонија наутро, со кој што ќе ја следиме оваа кампања и на тој начин ќе се вклучиме во истата. Сега ќе ги поздравам моите соговорнички на оваа тема од телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, UN Women. Ни гостуваат. Добро утро за Весна Иванович Кастарет, раководителка на канцеларијата на UN Women во Македонија, и Ирена Спирковска-Лукровска, програмска аналитичарка. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде прво да почнеме како раководителка на канцеларијата во неколку кратки црти да ни дадете повеќе информации за тоа, за која е всушност вашата цел на дејствувањето тука. Пред се благодарам за поканата. Нашата канцеларија, како што рековте, тело на Обединетите нации за родова еднаквост и јакнење на жените, работиме на повеќе полиња за постигнување на истото. Тука би ги издвоила родово одговорно буџетирање, усогласување и прилагодување на домашното законодавство со европските стандарди и рамка, односно европското аки за родова еднаквост. Потоа фокусот исто е на жените во дипломатијата, родово одговорна надворешна политика, корупцијата и родот, спортот и родот, жени, мир и безбедност, а секако и темата за која што сме дојдени денес тука, односно елиминирање на сите форми на насилство врз жените и девојките. Ајде околу причините за појава на семејно и родово базирано насилство. Причините јас ги гледам длабоко вкоренети во длабоко вкоренетите родови стереотипи. Затоа што кога имаме родови стереотипи, подоба на улогите на жените и мажите во општеството, кога луѓето не се гледаат на ист начин и немаат еднакви можности, води до предрасуди тоа родово стереотипно размислување, а истите водат до дискриминација. Кога имаме дискриминација, тука веќе немаме почитување на личноста или почитување на човековите права. И кога зборуваме за насилство врз жените и девојките или семејно насилство или родово базирано насилство, секогаш би сакала да потенцирам дека формите не се препознаени на истото. Најчесто тоа се поврзува со физичкото насилство или сексуално насилство, а не се размислува за другите форми, психолошкото, економското насилство, демнење, вознемерувањето, а во денешниот свет на глобална дигитализација, исто така веќе и онлайн насилството, кој од реалниот свет, ако можем така да кажем, се пренесува во виртуелниот со повеќе форми на насилство. Но добро е што се погласно се зборува и за онлайн насилството, посебно последниве години. Таква е и ситуацијата кај нас, верувам ќе се согласите. Ирена, на кој начин или во кои области работите на спречување и заштита од насилство врз жени и девојчиња во земјава? Ние работиме на повеќе области, кои што се воглавно цела да ја спроведат и Истанбулската конвенција во нашата држава. Имплементиравме регионална програма во изминатите 6,5 години, која што се имплементираше во целиот Западен Балкан и Турција, вклучително и во нашата држава. Би ги издвоила резултатите кои што ги постигнавме во легислативата. Се донесе нов закон во јануари 2021 година за спречување и заштита од насилство врз жени и семејното насилство. Ово е прв ваков сеопфатен закон кој што ги дефинира сите форми на родово базирано на насилство против жени и исто така ги регулира улогите на сите институции кои што имаат обврска да превенираат насилство и да ги заштитат жените од насилството. Исто така, оваа година се усвоја измените на кривичниот законник, кои што се во согласно со Истанбулската конвенција, за нив ќе зборувам малку повеќе подоцна, и би издвоила нашата работа во делот на заштитата. Се обучија голем број на представници од невладини организации кои што изразија интерес да станат специализирани сервиси за заштита на жени жртви на насилство. Исто така се обучува и вработени во центрите за социјална работа, бидејќи тие соработуваат со овие специализирани сервиси. И поддржавме отворање на 2 нови сервиси во Штип и во Струмица, кои што обслужија над 250 жени и девојчиња. И исто така, многу важно, пилотиравме програма за економско јакнење на жени жртви на насилство. Се работеше со 15 жени кои што се зајакнаа, се вработија, дали во приватни бизниси, дали
самите отворија бизнис или се вработија во државна институција. И овој пристап го вклучуваше и приватниот сектор, кој што се покажа многу успешно, значи социјално менторство на жени во соработка со приватен сектор, и планираме тука да ја прошириме нашата работа, затоа што видовме дека има голем успех. Да се надоврзаме на ова, со уште едно прашање околу тоа кои се различните форми на насилство и дали ги препознаваат луѓето кај нас. Ги споменавме искоришните промени во кривичниот законник за инкриминирани форми на насилство, па кои се очекувањата од промени? Да. Весна веќе зборуваше за различните форми на насилство, така што позитивно е тоа што ги препознаваат луѓето, што вели трендот изминативе години? Зависи кои форми. Некои форми се препознаени, некои не. Например, демнењето не е препознаено, психолошкото насилство чисто не е препознаено, луѓето, жените се соочуваат секојдневно со психолошко насилство во домот, а не се свесни дека тоа го трпат. Исто така економското насилство, нели, доколку не можете да располагате со својата плата, ви се дава джепарац или така натаму. Онлайн насилството сега повеќе се препознава, верувам, од младата популација. За постарите претпоставам дека тоа се уште не е така. Има различни форми на онлайн насилство. Сексуалното вознемирување исто така треба да се работи на поголемо негово препознавање, да се дофрлаат коментари недолично и така натаму. Така што се уште во нашата држава малку се работи на другите форми на насилство. Фокусот досега беше претежно на семејното насилство и тоа е препознаена семејното и физичкото насилство. Очекувањето од скорешните промени на кривичниот законник? законник? Кривичниот законник за среќа се промени и е сега усогласен со Истанбулската конвенција. Поголемиот дел од формите на насилство врз жена се инкриминирани сега. Очекувањата се дека жените ќе добијат поголема заштита за ваквите тешки кривични дела, а дека сторителите ќе бидат соодветно казнети, односно дека жртвите ќе добијат правда, судска разрешница. Што би ги охрабрило и повеќе да пријавуваат. Да, и би ги охрабрило повеќе да би. Само ако имаме време би стакнала одредени форми кои што се навистина клучни, например силувањето. Порано беше употреба на сила и закана за да се смета за силување, а сега е доколку се случува спротивно на јасно изразена волја. Така што и исто така во кривичниот законник многу потешка казна се изрекува доколку силувањето се случува од страна на брачен другар или поранешен или сегашен интимен партнер. Значи, спротивно на традиционалните уверувања дека жената е обврзана на сексуални односи во брак, тоа не е така. Значи, доколку нема јасно изразена волја, тоа може исто така да се смета за силување и да се гони сторителот за тоа. Така. Кратко одиме со повторно во контекст на оваа тема со линковско вклучување на колегата Благојче Костадинов. Благојче, одговараме на прашањето колку психосоцијалната поддршка е важна за жртвите на родово базирано насилство. Повели. Продолжуваме да зборуваме на тема семејното насилство, кој представува сериозен проблем општествен во нашето обкружување, кој загрижува според својата застапеност во нашето општество, бидејќи секоја втора жена во државата е жртва на психолошко насилство, односно секоја пета жена се соочува со одредена форма на физичко или пак или сексуално насилство помеѓу двајца партнери, но тоа се уште е тема за која што многу ретко се разговара. Кај нас на оваа тема разговараме подетално со психологот Цветанка Бурзевска. Добро утро и ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од емисијата Македонија наутро. Најпрвен, што вели искуството? Зборуваат ли жените жртви за семејно насилство гласно за проблемите? Добро утро, ви благодарам што ме поканивте. На оваа тема навистина е долга и обширна, можеме да зборуваме многу. За жал, од моје искуство, многу малку од жртвите се решаваат да побараат помош. Меѓутоа, од одредени сознанија со колешки со кои што се работувам, кои што постојат тие национални мрежи за против семејно насилство, жртвите почнуваат да се охрабруваат полека да бараат помош, да се информираат за своите права и што понатаму и како би можеле да постапат. Така, колку е важна психолошката поддршка за жената и за детето, кое што и тоа е често жртва во семејното насилство? Точно, додека има дете, доколку има дете, значи во целата таа приказна вмешана со семејно насилство, воопшто не е
убаво детето да ги гледа сите тие сцени и да присуствува. Нема граница кога се случува семејното насилство. Тоа е, значи не можеме да кажеме дека се случува во помлади парови или во повозрасни. Помладите често се одлучуваат да зборат на таа тема и да побараат помош, да се развадат и така натаму со цел детето да не трпи. Меѓутоа, повозрасните парови не се одлучуваат толку тешко. Децата растат во таква околина, значи растат, живеат, се едуцираат во таква околина. Често не е тоа понекогаш е прикриено преку чиста манипулација од страна на едниот партнер и обично тоа е желбата за контрола на едниот партнер врз другиот, меѓутоа и врз целата таа ситуација. Не мора само да е на сексуална, значи основа, емоционална и така натаму, понекогаш и финансиска основа и тоа спаѓа под психолошкиот притисок затоа што жената не е дозволено да работи, меѓутоа има и одреден буџет со кој што располага или пак воопшто нема за да може да се грижи за семејството. Овде најчесто значи доаѓа, освен што се физичките повреди кои што се видливи, доаѓа до она состојба на анксиозност, на депресија, доаѓа до состојба и кај жртвата, меѓутоа и кај детето, каде што понатаму го спречува во развитокот, во нормалниот развој. Така знаеме дека поголемиот дел од жртвите не се осудуваат да зборуваат за семејното насилство поради несогласеноста на алките во општеството. Што треба да се подобри, да се унапреди нивната работа за да се крене гласот кај жртвите на семејно насилство? Кои промени треба да се направат во општеството за да се свесни дека се заштитени, дека можат гласно да зборуваат? Ки не треба многу време за тоа. За жал, затоа што се уште живееме по такво поднебие, со таков да кажем, менталитет со кој што сме израснати, со кој што живееме. Меѓутоа, навистина ми е драго што се повеќе здруженија и мрежи се формираат и го креваат гласот против насилството, без разлика во кој облик е. Се надевам дека тоа во скоро време, дека ќе биде уште позастапено и дека ќе имаме уште повеќе информации што значат и кај може да се обратат, кои се нивните права, уште погласно да се збори за тоа. Едноставно да се покаже дека секој е способен да излезе од таква токсична врска, каде што не е ни доцна на 50, на 60 години да се излезе од таква токсична врска, доколку еден од партнерите или од кои што живеат заедно не се чувствуваат во ред. Затоа што не е само во партнерска врска, може да биде и во родителска, може да биде и во буквално е во сите форми може да се јави, не само конкретно во партнерска. Целта на ваквите разговори не се само да обезбедиме привремено решение, туку и да изградиме некоја иднина во која насилството е незаменлив концепт. Дали не оди од драга сето тоа да го оствариме? Мислам дека почнуваме да се движиме. До некаде имаше некој застој, ама сега веќе гледаме ви во разговор со колеги, меѓутоа од клиенти кои што доаѓаат кај мене се решаваат и почнуваат да одат напред едноставно, се информираат и така натаму. Се надевам дека ќе биде моце позастапено и дека ќе имаме повеќе можност да знаеме повеќе за тоа. Така, се ви благодарам што активно учествувате во емисијата Македонија на утро како психолог. Ване, за семејното насилство постоело и ќе постои, но треба сите алки во општеството, како што напоменавме претходно, да со заеднички сили да го подобриме општеството и да го кренеме гласот кај жртвите на семејното насилство, да бидат поактивни и да не се плашат за своите последици, бидејќи знаеме дека институциите се трудат колку што можат да бидат позади нив и да се изборат со овој проблем. Ване? Благодариме Благојче што учествувавте со Цветанка во оваа тема. Продолжувам со разговорот во студиото. Весна, која е важноста за одбележување на овие 16 дена активизам против родово базирано насилство? Пред се, кампањата која што е 16 дена активизам почнува на 25 ноември, кој што е ден за елиминирање на сите форми на родово базирано насилство, завршува на 10 декември. Тука е символиката, бидејќи 10 декември е ден на човековите права. И што е важно? Важно е дека покажуваме солидарност, дека даваме поддршка и дека сите заеднички креваме глас за тие што можеби немаат глас или не е доволно силен да се слушне. И би сакала да истакнам дека не е само овие 16 дена дека се работи нешто и се прави нешто, туку цела година, но овие 16 дена глобално, како што знаете, и портокаловата боја која дава надеж, која што ја носиме и ние, во знак на
како што реков, солидарност, поддршка со жртвите на семејно насилство или родово базирано насилство. Кои се конкретно плановите на канцеларијата на UN Women во Македонија со кампањата оваа година? Да. Оваа кампања се спроведува заеднички помеѓу сите агенции на Обединетите нации, како и Европската унија и ОПСА. Така што не сме само UN Women, туку цело семејство ја организираме кампањата. Плановите се поврзани со она што го зборував претходно, кривичниот законник, но и препознавањето на различните форми на насилство врз жените. Се водевме по препораките на Гревио, тоа е телото кое што врши мониторинг на имплементацијата на Истанбулската конвенција, каде што беше нотирано низ целиот извештај дека во Македонија навистина слабо се препознаваат и се работи на другите форми на насилство врз жени, така што ние сакаме сега повеќе да се зборува за нив. За таа цел го поддржуваме прикажувањето на представата работи за кои што не зборуваме на режисерката Нела Витошевик. Настанот кој што ќе биде главен и ќе започне кампањата на 25 ноември ќе се одржи во МНТ, ќе се прикаже представата и потоа ќе имаме уште две гостувања на 27 ноември во Штип и во Битола на 9 декември. Покрај тоа имаме и уште неколку настани со заедниците организирани на локално ниво во неколку градови низ државата, а ќе оди и кампања на социјалните медиуми секако. И за крај, ајде една порака до сите што не следат. Порака до сите што не следат посебно до жените. Секако жените и мажите и тие што не гледаат денес, но значи сите луѓе во државава. Прво, жртвата да не се обвинува повтор пат. Значи, жртвата го поминала насилството, да ја разбереме и да ја поддржиме. Да нема толеранција за сторителите, да се запре говорот на омрза кон жртвите на насилство, особено жените кои што се жртви на насилство. Исто така би сакала да апелирам овие 16 дена да бидат 365 дена во годината. Не само ние кои што работиме на тоа, туку секој човек, секоја жена, секој маж да свати дека насилството во било која форма не е прифатливо, на никого да не го стори тоа и секој насилство да се пријави и да се осуди и казни. Благодарам многу за